Почитувам подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија господин Мисовски, почитувани министри во владата, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници од кабинетот на председателот Пендаровски, почитувани академици, професори, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни и почитувани граѓани. Избравме годинава да го честуваме 24 мај овде на Плаошник, местото каде е основан и действувал првиот Словенски универзитет, затоа што тука најгласно одекнува вечната и непобитна вистина за потеклото на нашиот македонски јазик, на нашата македонска писменост и култура, а со тоа и на нашиот македонски идентитет. Затоа што токму на оваа македонска почва светите Кирил и Методиј ја создале глаголицата, ја создале писменоста, од која што натаму се развива и современата македонска писменост. Од ова парче земја го црпиме старословенското, Кирил-Методиевското и црковно-словенското наследство, кое е суштински дел од културното наследство на сите словенски народи, а меѓу нив и на мојот, на нашиот македонскиот народ. Одејќи по стапките на се словенските просветители, Кирил и Методиј, Свети Климент Охридски, токму овде, во Охрид, ја развил Охридската книжевна школа. Тоа е првиот словенски универзитет во тоа време и тој прераснува во еден од најголемите и највлијателните културни центри, од каде што се шири словенската писменост. Ракописи од Охридската школа денес се наоѓаат речиси во сите позначени светски библиотеки и установи. Еден од наследниците на Климент, еден од најголемите борци за признавањето на македонскиот јазик, Крсте Петков Мисирков, вели: за среќа има македонска национална култура и историја, и тој факт го вооружува македонскиот народ со непобедливо оружје во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот, како рамноправен член во бројот на културните народи. И јас сум убеден дека и Климент Охридски, еден од учениците на браќата Кирил и Методиј и нивните наследници Мисирков, Конески, како и Јаневски, Андреевски, Шопов, Рацин, денес би биле подеднакво горди со сите нас. Затоа што, како што вели еден од нашите најзначајни современи дејци, Блаже Конески, еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик, јазикот е нашата целокупна татковина. Но Конески предупредува и дека од нас зависи дали јазичната средина ќе биде загрозена или не. А ние, нашата јазична средина ја заштитивме преку тешки, државнички, храбри одлуки, како и што доликува на една одговорна влада, која го цени своето богато културно и историско минато. Со овие одлуки најнапред ги осигуравме територијалните граници преку членството во НАТО, а потоа го заштитивме македонскиот јазик и идентитет преку почетокот на преговорите со Европската Унија минатата година. Силно сме посветени да го изодиме овој европски пат, да се осигураме дека европскиот квалитет на живот ќе го имаме и тука, дома. Посветени сме да дадеме глас за Европа, за да обезбедиме услови младите, луѓето, да живеат, учат, работат во својата родна земја. Да има кој да говори, пишува и создава на мајчиниот македонски јазик денес и за секогаш во иднина. Овој 24 мај, ден на се словенските просветители, светите Кирил и Методиј, и ден на се словенската писменост, го дочекуваме исправени и особено горди, затоа што македонскиот стандарден јазик, нашиот официјален јазик, е признат и е рамноправно прифатен меѓу официјалните јазици во Европската Унија. Нема повеќе внимателни формулации како до предизвестно време на описно означување на нашиот македонски јазик, како јазик на македонската култура, јазик на македонската литература или јазикот на Блаже Конески, јазикот на Матеја Матевски и слично. Успеавме и ние. Денес македонскиот јазик е официјализиран по Обединетите нации и во Европската Унија. Добивме и формална потврда дека македонскиот јазик е на рамноправно рамниште со сите други јазици што се зборуваат во Европската Унија,
преку подпишаниот договор за Фронтекс, првиот ваков договор помеѓу Европската комисија и Република Северна Македонија, подпишан на македонски јазик, заедно со останатите официјални јазици на Европската Унија. И европското законодавство се преведува и на нашиот мајчин македонски јазик. Денес, јасно и гласно, во официјални изјави на сите европски лидери и представници на меѓународната заедница, нашиот јазик е прецизно именуван како македонски јазик. Никој повеќе не може на европските дебатни маси да зборува во наше име. Со сето ова ги отворивме вратите ширум и за активна промоција на македонските книжевни автори во Европа и размена на искуства на полето на науката и образованието. Покажавме дека сме достојни следбеници на се словенските просветители Кирил и Методиј, темелниците на европскиот интеркултурализам, кон што денес е насочена и целата современа мултикултурна Европа. Светите браќа Кирил и Методиј се впуштиле во борба против тријазичната догма, дека христијанството може да се проповеда само на три јазици – еврејскиот, грчкиот и латинскиот. И успеале со своите мисии да го внесат и словенскиот јазик на рамноправно рамниште, создавајќи го и посебното словенско писмо, глаголицата, и првиот литературен јазик на словените, старословенскиот. Ваквото нивно дело представува културна и политичка револуција во тогашната хуманистичка мисла, но и промоција на европскиот хуманизам во духовниот и во интеркултурниот стремеж за рамноправност на јазиците и еднаквост меѓу народите. Тоа кон што се определени и Европа, како и светот денес. Светите Кирил и Методиј, како што цени науката, за прв пат го активирале феноменот на словенскиот фактор, како еден вид рамнотежа, политичка, црковна и културолошка, во растежот на европската цивилизација и култура, гледајќи во него како на мост меѓу источната и западната европска цивилизација. Затоа, успехот на нивната мисија е повеќе насочен. Тој успех значи пресвртница за словенските народи, за нивниот културен и историски развиток и отворена врата во и за културниот европски свет. Овој напор на светите браќа има несомнени културолошки вредности за словенската цивилизација, но и за целата културна и образовна иднина на Европа и на светот. Република Северна Македонија денес представува успешен пример на функционална мултикултурна држава и кај нас се негува на дело еднаквоста на националните и на јазичните различности. Успеавме и да се избориме за собствената јазична и идентитетска еднаквост во Европа. Затоа не е нескромно кога ќе истакнеме дека Република Северна Македонија е мостот што им е потребен на Западниот Балкан и на Европа денес во надминувањето на сложените предвизици на денешницата. И ова современо време во кое што ние живееме, векови по времето на светите браќа Кирил и Методиј, има потреба од натамошни успешни мисии во насока кон интеркултурализмот. А нашата држава, со сите своји предизвици во развојниот пат, поради многу богатото културно и историско наследство, како и поради прогресивната раководна мисла, подготвено го следи космополитскиот дух на светите Кирил и Методиј. Се докажа дека во регионот и во Европа дека сме потребниот мост, бидејќи покажавме преку дела како со разговори, со диалог, како цивилизацијски придобивки се наоѓаат решенијата на преговарачките маси. А никој не може да одземе некому јазик, да одземе некому идентитет. Тоа едноставно не е можно. На македонски јазик, на македонско тло, во оваа наша македонска држава се говорело и се пишувало од секогаш. Се говори и се пишува денес. И ќе се говори и ќе се пишува за навек. На македонски јазик досега се преведени бројни книжевни дела на цела плејада автори од светската литература. Богатството на светската култура е достапно и на македонски јазик. Македонскиот јазик живее и се развива преку делата на македонските автори како Коча Рацин, Коле Неделковски, Васил Илјовски, Блаже Конески, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Ташко Георгиевски, Петре М. Андреевски, Јадранка Владова, но и преку делата на современите македонски автори Владо Урошевиќ, Веле Смилевски, Гордана Михилова Бошнаковска, Владимир Мартиновски, Румен Божаровска,
и многу други, а ќе живее и низ новите дела на најмладите современи македонски писатели. Јазикот е жива материја и тој, како што посочува и Конески, постојано се надградува. Владата што ја предводам соработува со научната јазична и културолошка заедница и заедно покажуваме подготвеност да одговориме на повикот на Конески за континуитет и напредок на македонскиот стандарден јазик. Како влада во последниве 5 години покажавме можеби најголема свесност досега за потребата од активна заштита, негување и промоција на македонскиот јазик и на македонската култура дома и низ Европа и светот. На една од претходните владини седници го поддржавме донесувањето на новиот закон за употреба на македонскиот јазик, преку што се прошируваат областите каде задолжително се употребува македонскиот стандарден јазик и неговото кирилично писмо. Се проширува опсегот на задолжителното лекторирање текстови, а донесовме изначена одлука да се востанови нова државна награда за оддавање признание за високи стручни и научни достигнувања од областа на македонскиот јазик во земјава и во странство, како и одлука таа награда да го носи името на основачот на современата македонска наука за јазикот Блаже Конески. Го започнавме проектот за реконструкција и ревитализација на старото училиште Димитар Влахов во село Љубојно Преспа, за негова адаптација во Центар за промоција на македонскиот јазик. Уште во текот на НОБ во ова училиште се држи настава на македонски јазик. Училиштето во Љубојно се наоѓа на тромеѓето меѓу Грција, Албанија и Северна Македонија, па така отвораме и уште еден простор за нашето меѓудржавно зближување. Ја поддржавме и дигитализацијата на сите картотеки во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, со буџетски средства преку кои што се овозможи трајна заштита на околу 5 милиони записи со стари македонски текстови, на дијалектни записи, како дел од нашето духовно богатство, а некои од нив датираат од далечни времења, дури од 14 век. Овие записи веќе нема да се чуваат во кутии и во плакари, оставени на забот на времето, туку се заштитени во дигитална форма. Во Институтот за македонски јазик по 24 години се вработија 17 млади луѓе, магистри, докторанти и доктори на науки по македонистика. Во досегашниот 5-годишен мандат дадовме поддршка за континуирана афирмација на македонскиот јазик и преку поставување на дигитализираниот толковен речник на македонскиот јазик, а во овој мандат е дигитализиран и правописот на македонскиот јазик. Го прогласивме 5 мај за Ден на македонскиот јазик во чест на 5 мај 1945 година, кога првата влада на Народна република Македонија го официализира современото македонско писмо, означувајќи ја современата азбука на македонскиот јазик. Ова е нашата вистинска грижа за македонскиот јазик и тоа преку дела. Сакам да знаете дека сме цврсто определени да ги поддржиме и сите други проекти и иницијативи во насока на негување и унапредување на употребата на македонскиот јазик и неговата промоција во европското и светското семејство на јазици, идентитети и народи, каде што сега и рамноправно припаѓаме. Отворени сме за соработка и со катедрата за македонски јазик, со катедрата за македонска книжевност и култура, со катедрата за општа и компаративна книжевност и со другите филолошки катедри, како и со институтите за македонски јазик и македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На овој наш прв државен универзитет, во оваа пригода, во името на владата и во моје име, му го честитам денешниот патронен празник. Отворени сме за соработка и со филолошките катедри на сите други универзитети во земјава. Сите треба да сме свести дека афирмирањето на писменоста од нараните степени на школувањето води напред во културниот и општествениот развиток. Двајцата проповедници, како што вели Климент за неговите учители Кирил и Методи, со сетила на целата вселена, тие со добар подвиг и со цврста вера минаа како сонце, осветлувајќи ги темните места со своите стапки. Ни создадоа, како што е напишано во химната за нив, се словенско писмо, светлост во мракот и писменост што зрачи вечно. Затоа и велиме дека писмото е нашиот универзум. Нека ни е честит денот на се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методии и денот на словенската писменост 24 мај. Вербата на Кирил и Методии и нивната посветеност во просветителната дејност
Нека бидат инспирација за следните наши храбри дела, за тие да го осветлуваат патот на следните генерации. Благодарам на вниманието, да ни е вечен македонскиот јазик, да ни е жив и здрав македонскиот народ и сите други граѓани на нашата држава, да е вечна и напредна и просперитетна Европска република Северна Македонија. Ви благодарам.